Пред нас е ново издание на Мундијалски вести, во кое ги сумираме најважните случувања од светското првенство. Бразил и Мароко го потврдија пласманот во осмина финалето. Босна и Херцеговина е на чекор до историски успех, а Мексико и Швајцарија го освоија првите места во своите групи. Донесуваме преглед на вчерашните надпревари, на интересните моменти и најавата за новите мундијалски возбудувања што следуваат. Босна и Херцеговина се пласираше во осмина финалето на светското првенство, откако во Сиетл ја совлада селекцијата на Катар со 3-1 во надпревара во третото коло во групата Б. Избраниците на Сергеј Барбарес победува во 29-та минута преку Керем Алајбеговиќ, кој со прецизен удар од далечина го отвори резултатот. Само 4 минути подоцна следуваше втор гол за Босна и Херцеговина, откако Албрак несреќно ја испрати топката во сопствената мрежа по акција на Един Джеко. Катар успеа да намали пред крајот на првото полувреме преку Хасан Ал-Хајдос, но сите дилеми околу победникот ги реши резервистот Ермин Махмич во 80-та минута, поставувајќи ги конечните 3-1. Со новиот погодок, Махмич стигна до својот втор гол на турнирот и уште еднаш се покажа како вистински џокер на селекторот Барбарес. Стрелецот на првиот гол на Босна и Херцеговина, Алајбеговиќ, стана најмлад фудбалер кој постигнал гол надвор од казнениот простор, и тоа од 1966 година, откако се следи статистиката. Босанскиот репрезентативец успеа да постави рекорд на 18 години 276 денови, а со тоа да го замени досегашниот рекордер Килијан Ембапе, кој му успеа такво нешто на 19 години и 207 денови. Швајцарија совлада Канада со 2-1 и го потврди првото место во групата Б на светското првенство. Помиреното прво полувреме без голови. Швајцарската репрезентација силно го отвори вториот дел. Рубен Варгас погоди по само една минута игра и донесе водството 1-0. Само 10 минути подоцна Швајцарија зголеми предноста преку Манзамби, кој по одлична асистенција на Брелен Боло реализираше за 2-0. Канада не се предаде и во 76-та минута се врати во игра со погодок на Промис Дејвид. Домашната селекција потоа притисна во потрага по израмнување, но швајцарската одбрана успеа да ја сочува предноста до последниот судиски свириш. Со оваа победа, избраниците на Мурат Јакин ја завршуваат групната фаза на првото место со 7 освоени бодови, додека Канада како второпласирана селекција исто така обезбеди место во осмина финале. Бразил се убедлива победа над Шкотска, 3-0 го завери првото место во групата С и со 7 бодови ја заврши групната фаза на светското првенство. Кариоките уште од стартот ја наметнаа својата игра, а резултатот го отвори Винисиус Жуниор во 7-та минута. Напаѓачот на Бразил беше прецизен и во судиското продолжение на првото полувреме, кога го постигна својот втор гол за водството 2-0. Конечните 3-0 ги постави Матеас Куња во 60-та минута, по одличната асистенција на Бруно Гимареш, кој беше меѓу најзабележените поединци на надпреварот. Дополнителна причина за задоволство кај бразилските навивачи беше враќањето на Неймар. Големата звезда на Бразил влезе во игра во 76-та минута и го забележи својот прв настап на мундијалот по оправувањето од повредата. Со првото место во групата, Бразил обезбеди поволен ждреб во осмина финале, каде што ќе игра против второпласираната селекција од групата Ф. Шкотска пак остана на третото место со 3 бода и ќе чека разврска во останатите групи за евентуален пласман меѓу најдобрите третопласирани репрезентации. Мароко со победа 4-2 над Хаити го завери пласман во осмина финалето на светското првенство како второпласирана селекција во групата С. Иако остана без бодови, дебитантот Хаити одигра храбар надпревар и успеа да ги постигне своите први голови на мундијалската сцена. Хаитјаните победаа уште во 10-та минута, кога по една мешаница пред голот топката заврши во мрежата на Мароко за 1-0. Мароканците возвратија преку Ашраф Хакими во 39-та минута, но само неколку минути подоцна Исидор со одличен удар повторно му донесе предност на Хаити. До паузата, Исмаел Сајбари израмни на 2-2 и ги постави темелите за пресврт во второто полувреме. Во продолжението, Мароко целосно ја презеде контролата на теренот. Суфијан Рахеми во 78-та минута погоди за 3-2, а конечните 4-2 ги постави јасен во самиот финиш на надпреварот. Со оваа победа Мароко го освои второто место во групата со 7 бодови и обезбеди место во нокаут фазата, додека Хаити се збогува од својот прв мундијал, оставајќи позитивен впечаток и покрај трите порези. Мексико ја продолжува импресивната серија на светското првенство. Го домаќинот на турнирот ја забележи третата победа во групната фаза, откако со убедливи 3-0 ја совлада Чешка и го потврди првото место во групата. По првото полувреме без голови, мексиканците го скршија отпорот на противникот во 55-та минута преку Чавес Гарсија, кој го отвори резултатот. Само 6 минути подоцна,
Китјонес зголеми на 2-0 и практично ги реши сите делими околу победник. Конечните 3-0 ги постави резервистот Фидал во самиот финиш на надпревар. Со оваа победа Мексико ја заврши групната фаза со максимален учинок и безпримен гол, испраќајќи јасна порака дека ќе биде еден од сериозните кандидати во борбата за висок пласман на Мундијалот. Јужна Африка приреди едно најголемите изненадувања до сега на светското првенство, откако со минимално 1-0 ја совлада Јужна Кореја и обезбеди место во осмина финалето. Јужнокорејците важеа за фаворити пред надпревар и имаат свои можности, особено во првото полувреме, но не успеа да искористат иницијативата и да стигнат до погодок. Одлуката падна во 63-та минута, кога Јужна Африка организираше брза контракција. Мореми одлично асистираше, а Тапело Масекој сигурно реализираше за водство од 1-0 и голема радост на своите навивачи. До крајот на надпреварот корејците се обидуваа да стигнат до израмнување, но јужноафриканската одбрана да остана цврста и не дозволи изненадувањето да биде расипано. Вечерва и рано изутрина продолжуваат возбудувањето на светското првенство со нови 6 надпревари од групната фаза. Во терминот од 22 часот силите ќе ги одмерат Курасао и брегот на Слоновата коска, додека во дербито на вечерта ќе се сретнат Еквадор и Германија. По полноќ, односно во 1 час, Јапонија ќе игра против Шведска, а Холандија ќе се соочи со Тунис. Програмата ќе биде заокружена во 4 часот наутро со дуелите Турција со Соединетите Американски држави и Парагвај Австралија. Надпревари кои би можеле да бидат клучни во битката за пласман во нокаут фазата на Мундијалот. Благодарам што го следевте и ова издание на Мундијалски вести. Се читаме на Слободен печат.